Никогаш порано вегетацијата не била активна во јануари, како оваа година. Бадемовото цветење, кое најрано сме го виделе во февруари, сега го има во средината на јануари. За жал, температурните промени се манифестират на мноштво начини. Еден од нив е неправилното зазимување и предвременото будење на долгогодишните растенија, во овој смисол овошните садници, овошните растенија во период кога не би требало тоа да се случува. Имено, вообичаено време за цветење на бадемите некаде крајот на февруари, почетокот на март, посакуван термин, зашто Македонија е познат како подречје со честа појава на така наречени касни слани, што во голема мера може да го уништи цветот и се разбира таа година да не морат. Освен за овошјата, ова не е добро ниту за житата. Да, точно, за житариците ова сушен период ќе има последици. Значи нема доволно капацитет во земјата за вода. Значи тоа ќе има последица. Кулминација на се и најмалите досега во овој период врнежи. Во земјата нема доволно влага, а акумулациите се полупразни. Што може да се очекува од годината која предстои? Приносот ќе се намали во пшеницата, во јачмено. Исто така, ако мислам, и за сончогледа ќе влие, оти ако нема влагане, ќе може да никне пролетта. Овие временски пригоди не ни одат во прилог и се разбира дека ќе мора да се изврши соодветно приспособување на овие климатски услови. Науката се го кажала своето, единствено оно што мора да се препораките да бидат преточени во состаноци, разговори, предочување на земјоделците, што е тоа што е пред нив како можност, бидејќи со природата не можеме да се бориме. Тоа е сила која што никој не може да ја совлада и ние единствено или мора да се приспособиме или ќе имаме проблем. Неповолните временски услови ги намалуваат шансите за поголемо домашно производство, па известно е дека и годинава ќе бидеме зависни од увоз на поголеми количини од очекуваното.